Почитувани, добар ден, ја следите Црвена линија. Еве зашто ќе зборуваме денес со вас во ова најново издание. Дигитални камери, автоматски казни и СМС известувања, систем од 21. век, но плаќањето останува во минатото. Граѓаните по платена казна се уште чекаат во редици со уплатници, печати и фотокопии. Безбеден град ги дисциплинира возачите, но им создава нова административна мака. Зошто во 2026 година дигиталниот систем застанува токму кај плаќањето. Дали се избрза со системот Безбеден град? Еве зашто ќе говориме денес со вас и верувам дека ќе бидете активни и многобројни како и во секој едно издание на Црвена линија. До нас ова важи за оние кои што можеби за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, се доаѓа со вртење на добро познатиот број 02-307-005. Задолжителна напомена, нешто што е од исклучителна важност од технички аспект е што по вртењето на нашиот број за учество во Црвена линија ве замолуваме целосно веднаш да го намалите тонот на телевизорот, бидејќи ако не го сторите тоа, неретко се случува да се исклучите веднаш, а ние сме ве вклучиле во програма, бидејќи ако работи и е пуштен гласот на телевизорот, нема да имате увид дека сте во програма, а неретко се случува да имате чувство и дека некој друг е вклучен наместо вас. Така да ве замолувам на самиот почеток тоа секогаш да ви биде прво и најважно. Ќе ве префрлам и онаму каде што секој еден од вас е добредојден активно да зема учество и во нашите анкети, кои што ги објавува Црвена линија секојдневно во однос на темите за кои што зборуваме почитувани со вас, па така и денес во текот на целиот ден е објавена анкета на Instagram Story. Како да учествувате во неа? Прво треба да не заследите на нашиот профил на Instagram, а потоа веднаш да кликнете на Instagram Story. Еве што ве прашува денес Црвена линија. Дали е логично по електронско плаќање да носите хартиена уплатница во полициска станица дека сте платиле? Да, не. Две опции за одговор на полето кое што го содржи вашиот одговор. Кликате, а Црвена линија ги сумира и пресметува резултатите во проценти и ги објавуваме како на Instagram Story, така и вака јавно во програма, некаде конкретно ова денешно издание. Па, верувам дека секој еден од вас ќе биде вклучен и навистина ќе ни биде драго да земете активно учество во ова издание на Црвена линија. Ќе повториме дека темата за која што зборуваме денес е во однос на тоа што навистина по воведувањето на Безбеден град, системот кој што треба да донесе бенефит во однос на сообраќајната култура и секако безбедноста на возачите и учесниците во сообраќајот, сепак се создава една нова проблематика на која што се изложени оние кои што треба да уплатат, например, казни, а тоа е зошто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле казна. А 21. век е апсолутно целиот дигитализиран, еве зошто барем во однос на приложувањето на доказите се враќаме во минатото. Дали ви се чини и дека се избрза со Безбеден град? Сите овие прашања се насочени кон вас, можете да ги одговорите со директно учество во Црвена линија, потсетувам бројот е 02-307-005. Да почнеме со вклучување на гледачи, верувам дека веќе имаме некого на линија, се уште не добро. Тогаш онаму каде што задолжително ќе ве префрламе секако и можноста за оние гледачи кои што, еве да речеме, не можете да не добиете, не можете да се вклучите во живо, а сакате да дадете одговор на нашите прашања. Просторот за тоа е секако во пишана форма на нашиот профил на Facebook, како и профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија и паралелно ги објавува темите за кои што зборуваме. Да се обидам уште еднаш, добар ден, верувам дека системот нема да биде блокиран, но она што особено ми е драго, по објавата на темата имаме извонредно голем број на одговори и коментари на нашата тема на Facebook, така да многу брзо ќе почнеме и со читање на истите. Да преминеме прво на гледачите во живо. Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас.
Се слушаме, не? Да, одлично. Па еве, зошто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле казна? Не ми е јасно мене како вака, да речеме, ја еднаш паркирав на некој погрешно место во центар и си платив таму тоа колку треба, 1200 беше, ако у 24 часа платиш, ако не платиш у 24 часа, ако платиш у 24 часа 600 денари. И се тоа го направив преку мобилен. Не ми е јасно како ова сега од безбеден град не може така да се направи. Иако што знам, плаќање казни така иде, па сега некој ја има утнато работава. Јас инаку бев голем противник на ова Safe City, затоа што не ја покрива цела држава, на територија на цела држава не покрива. Многу градови стануваат без Safe City. Вие лично како го приложивте доказот за платена казна? Ништо, така си уплатив, ми дојде тука. И сега јас имам на самиот мобилен, си имам тоа упораки таму, тоа се стои тоа меморирано. И нити сум приложувал нешто, ни ништо. Автоматски све и веќе колку време пройде, може месец и пол дена, може и два. Нема реакција никаква. Така да не знам зашто вака иде, мораш да докажеш. Ја барем така ја така пројдов, па сега не знам, за други нема да имам гаранција. Ајде, поздрав. Така, благодарам многу секако за споделеното со гледачите на Црвена линија. Секој ден од вас се разбира од свој агол, свое искуство и своји одговори. Очекуваме секако да ги споделите со јавноста на темата за која што зборуваме. А еве, издвоивме и од Facebook еден статус кој што ќе го споделам со вас, му припаѓа на Јохан Елселзер. Еве што пишува во статусот. Добар ден, полициско сметководство при Министерството за внатрешни работи. Начело со господинот министер Панче Тошковски со специјален поздрав до влада на Република Северна Македонија и председателот Мицковски. Блокиран сум, не можам да го тагнам. Кога почнувавме приватен бизнис во времето на Југославија и Анте Марковик во 1989-90 година, 20 век, еден од омилените термини при нарачка на роба беше порачка изјава или пети примерак. Фактури правевме на готови, однапред отпечатени формулари, меѓу кои вметнувавме индиго. Робата се плаќаше така што со вирман, напишан рачно во 5 примероци, се одеше во сок. Го даваш на шалтерски работник кој го заверува и ти дава назад 2 заверени примероци. Еден за сопствено сметководство, другиот за другото сметководство. Ако ти се брза, со петиот заверен од сок примерок, одиш на местото каде што сакаш да ја подигнеш робата. Го покажуваш петиот примерок, со што докажуваш дека си ја платил робата и слободно ја подигаш истата. Технологијата напредна и за да не одиш лично и да го покажуваш петиот примерок дека си платил, се појави телефакс со кој петиот примерок го ставаш во факс машината, се копира од истиот, го вртиш бројот кај тој, факс тој и почнува музика слична на првиот модем и тргнува копирањето со што тој од другата страна го гледа петиот примерок како фотокопија. И тоа беше официјален доказ за платена роба. Напоменувам, во тоа време не постои интернет и нормално не постои електронска пошта, така наречена имейл. Кога сме веќе кај имейлиот, искрено не памтам која година точно стана официјален начин на комуникација, но памтам дека се појавија пејџери, а за кратко време после една година и првите мобилни во Македонија, поточно од август 1996 година. Се расплинав, па да се вратам на поентата на статусот. Денес е 20 април 2026 година, 21 век, или поточно после 36 години. Сметководството при Министерството за внатрешни работи ги приморуваат сопствените македонски граѓани од кои земаат плата за казните од Safe City да докажат уплата на казна со физичко присуство плюс хард копи, доказ за извршена уплата со
обавезен, отпечатен, не знам кој има дома штампач, прилог од казнениот налог добиен по имейл од Министерството за внатрешни работи или во превод се што се добил на имейл од МВР, ти треба сам да си платиш, сам да се отпечатиш и сам лично и персонално да си го однесеш целото комплетче на увид. Јавно изјавувам, доколку добијам сите казна, ќе се ја платам, ама 5 примерак од Јохан нема да видите, ќе го видите на суд. Извини, Панча, ма заборави предлог закон за физичко присуство при поднесување на платена казна, 5 примерак плюс прилог од печатен казнен налог добиен на мејл. Почитувани, сега сакаме вас да ве слушнеме, зашто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле. Дали ви се чини дека се избрза со безбеден град? Добар ден! Добро, продолжуваме понатаму. Добро, што ми имаме најверојатно некаков застој од технички аспект од едно меѓу друго вклучување, сега кој имаме и многу одговори и активност на Facebook. Така да јас ќе почнам со коментарите и верувам дека што поскоро еден по друг гледачите ќе можеме да ги слушаме. Срđan Милутиновиќ напиша и да докаже со уплатница ќе кажат избледена и не се читала. Ако направиш фотокопија од истата, фотокопија не се признава. Ако имаш заверена на нотар копија, верна на оригиналот, ќе кажат можеш се што да завериш. И со извод од банка ти е наводно не се информирани дека парите на сметка легнале и така натаму. И да докажеш ќе каже во ред, некој паметен ќе се најде, ќе каже не сум информиран, потврдата ја нема во систем. И иако било во ред според службеникот, тој нема да штиклира дека е платено, а нормално се она што физички си го однел, ќе го нема ниту во фиока, ниту во архива. Благодарам за Срđan Милутиновиќ. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во црвена линија сте. Вака, не им одговара сигурен град, безбеден град на оние што се научени да прават престапи. Јас ке замолам ако може погласно да ми ја пуштите гледачката подобро да ја слушнам. Продолжете. Дали се избрза со безбеден град? По мене не се избрза. Не им одговара безбеден град. Продолжете, ве слушаме. Па велите дека не ме слушате. Не, јас побарав од техника да ве засилат. Продолжете си. Дали се избрза? Не се избрза со безбеден град. Безбеден град не им одговара на оние возачи што се склони на престапи. Безбеден град не им одговара на оние возачи што се склони кон престапи. А ова е процес, безбеден град е процес што трае. И самиот министер рече дека во текот на траењето ќе се усовршува она што недостасува. Што е сега толкова гужва што требале да одат на лице место? Ау, многу запатени со бизнис возачи. Благодарам за отстапениот простор. Ви благодарам и за споделениот став со гледачите на Црвена линија. Верувам ќе останете и понатаму да го доследите до крај ова издание. А ние продолжуваме со вас. Црвена линија денес прашува зошто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле, дали се избрза со безбеден град. Вртете на 02307-005 и задолжително намалувајте го тонот на телевизорот. Добар ден. Добар ден, Тинче. Поздрав до вас. И од мене голем поздрав до Телма. Благодарам. Да ти кажам, Тинче, многу ми се свиѓа што е кратко времето и што сите ќе кажат по нешто. Значи, едно големо фала за вашите теми, значи стварно сте прекрасни. За безбеден град, да ти кажам, Тинче, по моје, зошто во 2006 година се уште мора да се докажува. Мене тој ми е многу криво, например, платиш некоја сметка, било што дали за струја, за вода, и доле пишува, чувајте го сметката. Па кад си више платил, поминало таму, зашто да го чуваш сметка? Да, ако случајно го изгубиш или го изцепиш или деца го земат, учења, знаеш, нели? Не можеме ние све да чуваме, зашто има многу документи, струја, вода, телефони, овој еден куп документи. И на секој пишува чувајте ја сметката. И тој ли е безбеден град? Значи стварно претеруваат овие, треба кад платиш сметка таму да се пише дека е платено и да си спиеш спокојно. А еве на пример ја една сметка не сме го платиле сме го, али сме го изгубиле, нели? Не.
И гледам, нема, морамо да го платиме сметката. А зашто тој да биде, например, прават се грешки, тука треба овие, например, главните малци што наплатят, да стварно, кад се нешто наплати и да знаеш печат само да се удри, да и на никоја сметка да не пишува да го чувате сметката. Ние колку сметки треба да чуваме, значи со подрумите се више во кутии пуни са ни сметки. Извини, Тинче, што вака воено некако ми е криво за овие работи. Бидете поздравени во Телма и поздрав до сите гледачи што ќе се јават. Поздрав, Тинче. Благодарам и вас што се јавивте и дадовте одговор на нашето прашање. А ние продолжуваме сега со вас и сакаме да ве слушнеме. Знаете дека Црвена линија е целосно посветена на вас, не само како гледачи, туку како граѓани. Па да ве слушнеме, еве, зошто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле. Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Сега кој тоа на Црвена, повелете. Поздрав тебе, Тинга, поздрав до сите гледачи. И само да кажам, значи сметките секаде се чуваат, да знае жената што се јави Славица, сметките не чуваат и во Германија. Имат посебни папки, значи полни, значи сум бил тамука, сум гледал како е, значи сметките секаде се чуваат и ја чувам сметките. Безбеден град е супер. Значи, кога ние со 1 милион жители, нека сме 1.200.000, не можеме да ставиме ред, што да кажеме за големите земји, еве држава, Германија со 80.000. Значи, во Германија може да функционира, кај нас не може да функционира. Кај нас може да биде единствена грешка, затоа што на Западот со казната ти иде право пак тоа сметка, уплатница. Право со таа уплатница платиш. Треба кај нас така. Да, право со казна дојде уплатница, со таа уплатница платиш и готово. Еве, например, доаѓам од Мажарска, за скршен шток по патот скршени, полицијата се опира да платиш. Како да кажем, во Мажарска не ја платиме картата, јас сум од Струмица, ја платим во Струмица картата. Значи, можеш да ја платиш, ако не на браќа или кој ќе минеш во Европска унија, може да забрана. Значи, кај нас да им е јасно на сите, безбеден град е добро, безбеден град е лошо за тие што се партисите војници, значи нема да плати, ќе се пожали таму, ќе се пожали ваму. Јас сум полицаец, син ми е тој, за тој не е добро, за другите, за сите е добро. Сега мора и тие да плаќат, и тие да се навикнат. Како направил грешка, така нека се наоѓа и нека си плати и да не игра овде по телевизиите, не било добро. Добро е ќе си плати ако треба и. Благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Што се однесува до реакциите во социјалните медиуми, еве во однос на она за што зборуваме денес, почитувани со вас, што има напишано Боголјуб Јанчевски Мечо. Вели платено, однесено, пети примерок во станица се по пропис. Арно, ама службеникот во МВР ми вика, чувај си го ти овој примерок, барем 5-6 години, а најдобро 10. Пошто вика и после ова ништо не е сигурно. Срекна нова 48. Маја Соколовска одговара. Пред неколку години ми стигна дека не сум платила казна од пред 5 години, па казни, камата, чуда и врагови да платам, ама срека ја имав зачувано уплатницата. Кога има ја однесов и ги прашав што ако не сум ја зачувала. Ми кажаа дека ќе ја побарале од архива, ако кажам дека сум ја платила. Да, сигурно ќе ме верува и ќе ја бараат. Катастрофа невидена сме. Почитувани да ве слушнеме. Зошто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле. Дали се избрза со безбеден град? Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па вака, значи со безбеден град е одлична работа. А ова, јас мислам дека луѓето се научени на безредие и песимисти веќе сите станале и не сакаат ништо да прифатат тоа што е добро. Поддржувам првиот, па пред мене тој. Значи, ова се надградува и кога го остава кажува дека тоа ќе оди и ќе се унапредува. Камо и во сите градови нека се постави. Значи, јас не можам да ги разберам луѓево. Јас мислам дека овде нешто ќе изигруваат политички, тие што не му одговараат и ќе кажуваат сега нешто, може ќе има некоја пречка и ќе го прават од
како народски речено од колче артомче. Така да не кажуваат многу, ова е добра работа. А сметката не е лошо па да се чува, затоа што пак ќе повторам, ќе се унапредува тој систем и може и понатака да е подобро. Не може да е полошо. Толку и луѓето нека не се такви песимисти да гледаат то црно, во то доброто, пријатно. Благодарам многу за учеството и за споделениот одговор, односно вашиот став со гледачите на Црвена линија. Секако топло препорачувам да останете и вие до крај за да ги слушаме и другите гледачи, односно другите одговори. Продолжуваме со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Да малете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Без гајле. Да, мора, бидејќи нема... Јас сум најпротив тоа. Добар ден. Добар ден. Зошто не е намален тонот на телевизорот, ве молам? Значи, времето што е предвидено за вклучување... Добро, да ве слушнеме. Овде Баба Роска. Поздрав до вас, Баба Роска. Побрзете, времето си врви. Синче, зашто да тркавата да добивам... Ве молам, кажете ми одговор на ова прашање. Зошто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле? Сега ќе те објаснам јас. Јас чувам од кога сум се родила белешки да купе, а син ми не чува, ја ga фрлим у канта. По 2 дена дојде да платиме поново. Па бркав до кантата, среќа не беше црвено од тарасот. Па го најдовме да се спасе, иначе ке платиме дупло. А јас чувам од како постоја. Да пишавам, се чувам смети. Едно куферче кафено, полно ми е на тараса затворено. Прашаме друго, па ти кажа... Па еве, дали е логично, според Баба Роска, дали е логично по електронско плаќање да носите хартиена уплатница во полициска станица дека сте платиле? Па сега не е нормално, ма така ни е државата, што да правимо. Еве, баш сакам за тоа малку од темата ќе испаднам. Зашто заед сега не е сватен? Ве молам, Баба Роска, па ќе ве исклучим. Значи, ве молам, почитувани, Црвена линија ќе станеме најверојатно и уште поригорозни во однос на тоа. Немојте да го користите времето да се расплинуваме на теми кои што воопшто не се во центарот на вниманието. Знам дека 90 секунди неретко се спомнува дека е малку време за некои гледачи кои што сакаат навистина да учествуваат и од свој агол да дадат одговор на проблематиките за кои што дискутираме со вас. Така ве замолувам, прво и основно да биде веднаш намален тонот на ТВ приемникот, а второ да се држиме до темата. Неретко се случува некој ќе дојде нешто подосна, дали од работа или што и да, и ќе седне да ја следи Црвена линија и ќе добие впечаток дека ние зборуваме сосема за нешто друго, иако сме и такако концизни и верувам сосема јасни во однос на тоа што сакаме да слушаме како одговор од вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, господине Љупчо, повелете. Па вака видете, сега треба да се вратиме на почетокот кога го се најавуваше почетокот на оваа системот и да си слушнат секој што кажа тогаш. Јас и тогаш и сега повторно ви кажувам, поради несредени системски работи ќе има многу големи проблеми. Баш ова. Знаете ли зашто дека е проблемот? Проблемот е дека што МВР ве задолжува, а нема кој да ве раздолжи. Тука е проблемот. Многу деца, многу бабици, детето искача килаво. Да извините ми изразот. Друго ке беше ако УЈП ги издава налозите, платните налози и УЈП ги раздолжува налозите. Сега овде каде МВР го констатира прекршокот, ве тера да платите, меѓутоа по кој основ ве задолжува. Број, има ли задолжување да видат сите овие што поддржуваат што викаат дека е добар. Ја викам дека е добар системот. Но постапката е лоша. Затоа што премногу ве малтретира и ве тера ве обврзува да нешто правите што не треба да го вие да го правите као граѓанин ако згрешите. Во Германија точно е дека ви констатираат прекршок, но во Германија ви доаѓа уплатница со број.
И точно знаете по кој број треба да раздолжите и да платите. Покажете ми овдека ви дојде на мобилен телефон и вие треба да платите казна, а не знаете како е заведена, под кој број ви е заведена казната. За да ја барате утре копијата, не дај Боже. Тука лежи проблемот, што него одмислија убаво тоа како ќе оди на платата. Јас и тогаш кажам дека ќе има проблеми со системот. Благодарам за учеството и одговорите. Подсетување, внимавајте на тајмерот, ovo особено важи за оние кои што може би за прв пат ќе се вклучите во црвена линија. Верувам ќе имаме и такви. 90 секунди е временската рамка за едно јавување, но секако можете повторно да се вклучите. Под објавата на црвена линија се разбира и на профилот на Телма телевизија на Facebook има огромен број на коментари и секако одговори на нашите прашања. Ќе почнеме со она што го напиша Ѓоко Воданов. Таков е системот за да можат судијата и извршителот да ти земат пари. Лично го имам искуството, платена казна во рок од 2 дена, отидов на пат, не ја носе во полиција и ми доаѓа писмо од извршител да платам судски трошкови и ми земаат 8500 денари. Држава каде владае мафијата од суди и извршители. Продолжете, бидете активни со вртење на нашиот број секако, но доколку постои неможност и не успеете да се вклучите во живо, просторот е секако профилите на црвена линија на Facebook и профилот на Телма телевизија. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, све слушаме. Поздрав и до вас. Благодарам. Јас прво вака ќе кажам. Што се однесува до безбеден град, за мене лично не важи. Еве зошто. Значи, јас откако знам за себе имам 65-7 години веќе. Никогаш немам поминато на црвено. Никогаш немам поминато повеќе од пола метро вон пешачки. Никогаш. Значи, не се сеќам дали бил закон или не бил закон. Возев 40 и кусор години. Ни една сообраќајка немам. Значи, нито имам поминато на црвено, ни пешки, ни со возило. Значи, за мене овој безбеден град не важи. Немам гајлен од ништо. А што се однесува до сметките, јас ви чувам сметките за 10 години. После 10 години комплет ваканта. Еве зошто. Значи 10 години може би неписмен. Не навредувам никого, меѓутоа сега администрацијата што работи, пола се неписмени, знам по тоа што некој кога плаќа вода, пишува 540, таа ми враќа 1800 денари. Сакам да кажам фер бев, не да се фалам се да се правам нешто, и кажав, господјо, ви дадов 1000, не ми враќајте дупло, треба да ги даде од джеп. Друго што сакам да кажам, имам уште 2 секунди време, сакам да им се заблагодарам на овие од СМ што го пуштија парното. Секоја чест, посакувам убав ден и се најдобро. Благодарам ни за учеството и за тоа што не следите. А секако верувам ќе останете до крај на ова денешно издание. Одиме на профилот на Телма телевизија под објавата на нашата тема за кој што зборуваме денес. Еве што напиша Атанас Атанасов. Само со закон може да се баре во полициска станица да се носи фотокопија од платена казна за сообраќаен прекршок. Бидејќи тоа со закон не е регулирано, граѓаните не мора да доставуваат потврди. А МВР треба на друг начин да врши увид во наплатата на казните. Тоа е нивен проблем, а не на граѓаните. Гоце Игновски напиша: во право си, кога ја плаќаш казната, парите заедно со сите податоци од казната се легнати на сметката на буџетот. Сега, корисникот на сметката треба да се води сметка кој и што плаќа. Почитувани, зошто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле? Добар ден. Ало. Ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Се јавуваме одека една стара жена, да кажам. Добро, во ред. За телекабел. Имав уште време една недела да доплатам, они ме исклучија. Јас стави А1 поблиско му беше, не можев да одам. После во ред, господјо, ве молам, во однос на темата, еве, зошто мора лично да докажуваме дека сме платиле, а живееме во дигитална ера, каква што е оваа година? Ја не плаќав дигитално, ја одев лично плаќав.
Лично ја овде Најверојатно не сме се Дали се избрза еве со безбеден град според вас? Безбеден град, да. Што да? Се избрза, да, се избрза. Зошто? Него ја обоја ти кажам за телекабел што Ама јас ви кажувам да зборуваме на темата, ве молам. Дали ви се не ме слушате најверојатно, еве имам уште едно прашање до вас, секако верувам ќе ми дадете одговор. Дали е логично еве по електронско плаќање да носите хартиена уплатница во полициска станица дека сте платиле? Ма лично однесам во телекабел, мене ме овде и си Ве молам, исклучете. Вака сега, почитувани, знам дека во секојдневието најдувате на голем број предизвици, да не речам маки. Но на вистина црвена линија ве замолувам да се држиме до она за што зборуваме. Го издвоивме нашето предвидено време, се разбира да иницииравме една тема од која што сакаме да ве слушнеме и како граѓани. Зошто во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле. И дали е логично по електронско плаќање да носите хартиена уплатница во полициска станица дека сте платиле. Дали ви се чини дека и се избрза со безбеден град? Добар ден. Добар ден. Повелете, намалете го тонот на телевизорот. Јас се извинувам, јас го изостав, а гласот пак се врати. Не успеав. Повелете, ве слушаме. Јас сум во програма. Да, продолжете. Благодарам. Ние повозрастните кои работи не ги разбираме. Ова е систем во кој ние електронски плаќаме, што значи преку мобилниот телефон или лаптоп, како и да било. И сега нормално тука никој не ти дава хартиена потврда, таму си има доказ. Сега системот на безбеден град, демек на внатрешни, не е доработен или намерно, или не сакајќи, или не знаеле, може би. И сега од една страна ќе речеме е избрзано, може би. Ама до кога ние ќе чекаме да имаме безбеден град? Додека жртвите ни паѓаат по улица? Јас мислам дека тие што го почнале тоа да го работат, ако знаеле требало да земат да проучат или да викнат луѓе што знаат и да го направат така како што треба, а не после граѓаните да трчаат и да носат хартиени белешки. Од каде? Банка ги зимаат веројатно, од каде? Тие хартиени белешки дека вистина платиле. Што значи, а како тоа системот не може да препознае од каде дошле парите, од чие име и за кој прекршок? А како граѓанинот ќе треба да докаже? А системот не може. Значи, пропустило системот на внатрешни. Мислам за безбеден град, на тој систем. Во тој електронски систем нивни. Грешката таму е. А во 2026 нормално не треба веќе со... Благодарам за учеството и одговорите. Подсетувам, внимавајте на времето 90 секунди. Одбројуваат, ги објавуваме и на екранот, за да можете да го координирате времето додека сте вклучени. Еве што напише и Васко Марковски, вели добиваш казна и можност за плаќање преку објавена веб страница за плаќање. Нема веб страница, не плаќај. Треба да одиш во станица или ова или она и тогаш нека ми го платат времето. Ова ќе го прескокнеме, но секако вели во законот да се нема писмен човек да формираат веб систем за плаќање. Почитувани, зошто еве подсетуваме во 2026 година се уште мора лично да докажуваме дека сме платиле. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, сите чекахме да се имплементира безбеден град. Тоа е добро за граѓаните, за нас, за сите. Се жалиме, има го во Скопје, Куманово, Велес, автопатишчата, нема го друго. Па има и таму полиција. Истиот закон важи и таму. Зашо се жалам? Секој прекршак, кој го направиме сообраќање, одредење која категорија, која цена треба да се плати. Ќе го платиме по преку мобилна апликација. Меѓутоа, треба да се догради во МВР системот автоматски и кај ни да се регистрира и кај нас. Тоа не е тешко, тоа може да го направат информатичарите денеска. Тоа е напредно овде. Меѓутоа, треба да се научиме да ги поштуваме законите.
и во Струмица кога дојдам, направам прекршај по телефон да платам или во банка да платам. Без разлика што живеам во Скопје. Или во Дебар живеам, во Скопје доаѓам, мене ја фаќа радарот и треба да научим и да плаќаме. А ако не сум способен да возам во урбани средини и тоа, паркирајте го автомобилот на влезот во Скопје или во Тетово, земете си такси, идите, завршите работа, вратите се назад. Немојте да се жалите на безбеден град. Благодарам за учеството и за вашите одговори. Одиме повторно на Facebook. Секако да видиме, бидејќи навистина ни е драго, има огромна активност, па и веќе продолжиме со она што го напиша Симон Марија Јакимовски, вели како им одговара така правата, ние трпиме. Сашко Поповски пак напишал нема кој да ги прокнижи плаќањата. Тихи Дон напишал камерите покрај казни имаат и друга намена, а која ќе дознаете набргу по 2027 година. Сеида Жилдовиќ Володер напишала треба да се провери стручноста на вработените. Почитувани, еве, секако тоа ни е и анкетно прашање за следете на Инстаграм, учествувате во анкетата, дали е логично по електронско плаќање да носите хартиена уплатница во полициска станица дека сте платиле. Добар ден. Добар ден, Дина. Поздрав до вас. Повелете, ве слушаме. Поздрав и до вас. Во секоја напредна европска држава, значи тоа прво го осмислува и го имплементира. Бидејќи ние не спаѓаме во таква држава, кај нас нешто сакаме да направиме, али доста трамо, мислам и не знаат како. Еве, пример да речеме, поминаа 2 месеци, зошто не го надокрадат тој Safe City? Safe City е добар, доста животи ќе се спасат, граѓаните ќе се прилагодат, полека ќе возат и ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, али тоа многу лесно и едноставно може да се направи. На самиот налог што го издаваат електронски, да има баркод. Со самото плаќање или со самото скенирање на баркодот, ќе се знае за кој платен налог е уплатена казна. Али парите не одат во Министерството за внатрешни работи. Парите одат во буџетот на Република Македонија, а Министерството нема контрола кој платил, а кој не плати. За постапката за прекршокот да продолжи. Најверојатно за неколку месеци ќе го усогласат. Али ова мисламе избрзано, според мене, требаше барем 10 месеци да има пробно. С оглед на времето, пријатно. Благодарам за учеството. Зоран Грозданов напиша зошто имате неписмена администрација, за секое додатно нешто во странство ги обучуваат. Кај нас во пошта не знаат како да наплатат од картичка. Во одредени земји директно плаќаш и не одиш по пошти и банки или уплатници. Значи, Александар Стојковски напишал, ако те казни полиција во општината во која не си жител, ќе мораш после уплатата да се враќаш во локалната полиција и да приложиш потврда. Фатмир напишал, така е, од Гостевар мора во Тетово да носам уплатницата. Одиме со реклами. Кога системот доцни, пациентите плаќаат највисока цена. Со недостиг на терапија, административни лавиринти и неизвестност се соочуваат речиси сите, од хемофилија и онкологија до ретки болести и диабетес. Гласот на пациентите во студио: Цветанка Накеска, Ана Маријановиќ, Весна Алексовска и Димче Велев. Што недостига? Лекови, систем или одговорност? Дали државата ги слуша оние на кои најмногу им треба помош? Директно со Младен Чадиковски во 17 часот и 20 минути. Колкави количини од рудата антимон има во Македонија? Ке истражуваат странски фирми. Рудникот кој не работи половина век отвори дебата. И треба ли на општина Крива Паланка ваков ископ? Референдум или не? Засега е неизвестно. Неизвестно е и дали воопшто и кога би имало експлоатација. Во топ тема дебатираат Каја Шукова и Тони Јаревски. Интервју со Филип Петровски, советник за рударство во Министерството за енергетика, и Сашо Митовски, градоначалник на Крива Паланка.
Гледајте Топ тема со Снежана Лупевска-Созен. Ајде да ги погледнеме и резултатите од анкетата. Значи на Инстаграм заследете црвена линија и кликајте на Инстаграм стори. На прашањето дали е логично по електронско плаќање да носите картиена уплатница во полициска станица дека сте платиле, со да одговорија 22%, со не 78%. Почитувани, благодарам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Се гледаме утре во стандардниот термин со нова тема и секако не заборавајте, информирајте се на telma.com.mk. Довидување.